Поради строгите нормативи за производство на храна и пијалаци во Европската Унија, за кои се почесто слушаат и читаат, кај граѓаните од државите кандидатки за членство, се создаде представа дека влезот во Европската Унија ќе значи прекин на домашното производство на зимниците, ајварот, печењето ракија, правење домашно вино и нивното прилагодување на вкусот на семејството. Ова се сезонски активности кои представуваат дел од традицијата на нашите земји и може би е очекувано новите правила да предизвикаат страв дека нацијата ќе изгуби дел од културниот идентитет. Една од најактуелните приказни која што се врти во моментот во Македонија е дека по забраната за производство на ајвар по сопствен вкус, влезот во Европската Унија ќе ни донеси забрана за производство на домашна ракија. Да, но информациите беа увезени од Бугарија, каде според извештаите на медиумите, илјадници жители ги продале своите бакарни казани. Загрижени од можноста за исчезнување на традиционалните пијалаци и традиционалната храна. Заминуваме кај нашите соседи лично да се увериме во вкусот на Европа. Огнен, дали знаеш дека бугарската традиционална кујна е многу слична на нашата? Очигледно луѓето од овој регион имаат сличен или пак исти вкус кога станува збор за гурманските специјалитети. Да, како што гледам и во менито нора сега, банички, кебапчиња и ќофте, сарми од кисела зелка, мусака, мешана сезонска салата, многу месо, ракија, домашен бренд, бугарски вина, еден куп. Дали купувате традиционална домашна ракија? Не произвеждаме поскоро отколкото да купуваме, ама когато няма, се купуваме, какво да правиме. Верувате ли во качеството на домашната ракија? Да, според мен се е по-качествено отколкото пешката. А се плашите ли за здравието? Од купената? Да. Да, предпочитам да е домашна. А што ја отличава ракијата од другите странски алкохолни пијалаци? Тя е специфично българска, има един особен сладък вкус. Верувате ли во качеството на домашната ракија? Зависи от производителя. Някои са прекрасни, някои не чак до там. Аз си произвеждам. Добро. Што е черно? Българите са живяли колко века с тој нешто и пак са се запазили. А се плашите ли за здравието? Не. Од домашната ракија? Виждам ли ти са болен? Кога Бугарија се приклучи на ЕУ, бугарите не очекуваа толку голема офанзива против еден од нивните најглавни производи ракијата. Значи, бугарите имаат традиција во своите дворови од забави и од мерак да ја подготвуваат ракијата. Ова беше напишано во весникот International Herald Tribune во 2007 година, по протестите за внесување на акцизи на содржината на алкохол во домашна ракија. Да, но Нора, покрај протестите 250.000 луѓе на Бугарија потпишале петиција против акцизите. Многумина од овие луѓе имале сопствени мали дестилатори во своите домови, кои што според новиот закон ќе треба да бидат регистрирани. За прекршителите ќе следуваат казни од 500 до 3000 евра. Националните български ястија и питиета в млечния сектор, това са българското кисело мляко, бялото саламурено сирене, кашкавалът. В местните продукти това са различните видове салами и българската луганка. Традиционен продукт, това е българското вино и ракия. Това са традиционните
български продукти, които се намират на пазара. Дали нивната подготовка е во согласност со стандардите на Европейския съюз? Абсолютно категорично да, тъй като България е страна членка на Европейския съюз от 2007 година и съгласно европейските регламенти и директиви всички продукти, които се произвеждат на територията на Република България, трябва да отговарят на европейските изисквания. Како ја контролирате нивната продажба? Техната продажба я контролираме на базата на това, че всичките тези, които имат разрешението да извършват такъв вид търговия, те са регистрирани и ние съответно следиме тяхните действия. Като се правят проверки, като се прави от тяхна страна вътрешен мониторинг, така че те са в регистъра и съответно се контролират от нас. Во Романија ситуацијата е малку поинаква. Производството на домашна раќа државата ја чинеше 760 милиони евра годишно, наоѓајќи ги своите конзументи на црниот пазар. Законот за контрола, иако многумина го сметаат за многу комплициран за следење на нелегалните произведувачи, сепак и стави некој ред. Романците веруваат дека Европската унија ги заштити, односно го заштити националниот пијалок и нивната национална храна. Со тоа што ги регистрираше, ги брендираше и ги етикетираше како автентични романски производи. Ставањето вакви етикети на произведувачите им овозможуваат многу полесно да дојдат до автентични и безбедни за употреба производи. Имено на истите тие етикети секој купувач може да си ги добие сите оние информации кои што сака да ги знае за производот што го купува. Cumpărați țuică sau pălincă? Da. Da? Da. Sunteți mulțumit de calitatea lor? Adică, în general, de asta făcută de casă? În special asta de casă vorbiți? Păi da, țuică și pălinca de casă, făcută de casă. Da, palinca de casă, da. Așa, vă place? Credeți că e curată? Este curată, dar cum să vă spun asta, acum numai dacă este făcută de un organ ca să vorbească, să fie calitativă, dacă nu e calitativă nici atât măcar. Acum, mai multe întreprinderi din astea privatizate pe care produc, așa, dar nu are o calitate. Deci, acum să încerc scuze cum era Zarea înainte, să zicem. Așa, nu e nicio problemă. Așa, era ceva calitativ pe care vorba și dumneata, poate și eu. N-aveam nimic, dar acum nu mai avem chiar toată încrederea. Și care e mai bună calitatea? Alea făcută de oameni în curtea lor sau asta de cumpărat? Păi asta de cumpărat. Da? Da. Am părerea mea. Bună părere. Și credeți că ăștia din Uniunea Europeană, cu taxele care le introduc, încearcă să elimine competiția de băuturi spiritoase, adică țuica și pălinca de pe piață, să le aducă doar pe ale lor? Nu, păi da, să aducă pe ale lor, păi zic că să aducă pe ale lor, pentru că de acolo vine vorba aia. Nu? Dar mai bună, totuși mai bună este a noastră în România, adică făcută de noi, de țara noastră. Ce părere aveți de ăștia din Uniunea Europeană care vor să aducă cât mai multe taxe? Credeți că vor să elimine băuturile astea făcute în casă? Doamne, dacă eu spun ceva, hai să râzi. Ravul de fire nu are lecuire, românul toată viața lui consum. Романците произведуваат традиционална ракија во своите дворови, ракија која што се вика цујка. Тие имаат годишен лимит, значи колку можат да произведуваат. Сега, за 12 месеци смеат, односно има дозволено да произведат 500 литри на ракија, која што ќе содржи 50% концентриран алкохол. Доколку го надминат лимитот, треба да платат 375 евра. Дали воведувањето на ваков тип закони со кои се регулира безбедноста во производството на храната и традиционалните пијалоци ќе биде проблематично за Македонија, Албанија и Косово, со оглед на искуствата од другите држави, сега веќе членки на ЕУ. În România, ca și tradiție de prelucrare, există o foarte mare cantitate de produse tradiționale și multă tradiție în ceea ce privește prelucrarea laptelui și prelucrarea cărnii de oaie, cărnii de porc. Prin urmare, în tabloul produselor tradiționale românești vom găsi foarte multe produse din lapte de oaie, din lapte de capră, din lapte de vacă și produse din carne. Pe lângă asta sunt și o bună parte de produse de panificație și alte băuturi alcoolice și nealcoolice.
La produse alcoolice, de departe se remarcă țuica de prune, care este deja foarte vestită pentru tablou românesc. Acum aș putea să vă povestesc cum se prelucrează țuica. Sau un produs din lapte. Is there a preparation in accordance with the EU standards? Bineînțeles. Aici trebuie să vă spun faptul că toate produsele care se obțin în mediul rural, în stil artizanal, în cantități mici, urmărind tradițiile locale, ele de fapt parcurg un cadru legal. Prin urmare, toate acele produse care se obțin în mediul rural, ele sunt sub influența, ele sunt acoperite de o licență de fabricație, autorizație de producție și de asemenea sunt supuse controlelor autorității competente care verifică siguranța produsului și securitatea lui ca și aliment. Prin urmare, da, toate produsele tradiționale românești se înscriu în standardele de produs românești, prin urmare sunt în concordanță cu standarde europene. Ajvar, lutenica, graf, tavče, grafče, kebapčinje. Grafče, tavče, sarma, što znam, tije работи takva nešto. Имам бајалдис со модри патлижани, мусака со сите видови на зеленчук, да, и многу салат. Таа може да го забрани надвор од Македонија, ама во Македонија не. Нема шанса да се откажам од ајварот и лутеница, ги заборев, тие се една од најголемата традиција наша, така да верувам дека ќе остане тоа и ќе му најдеме модус како да биде пробиено на европскиот пазар. Јас домашна ракија права и пијам, а ја ценам и тие што ја продават. А знаете која е разликата со другите ракии? Па по моје убедување сметам дека хигиената е. Знаеш што? Овој мит го разбивме на парчиња. Едноставно, не е вистина дека влезот во Европската унија за Македонија и за новите земји кандидатки ќе донесе забрана за производство на домашна ракија. Проблемот е во тоа што Европската унија во однос на пијалуците кои што содржат висок процент на етил алкохол е крајно ригорозна. Со тоа што таа ги оданучува истите, крајно е ригорозна во нивната контрола. Што би рекла, таму е тотално се легално. Сега врз основа на ова, производувачите на ракија мора да извадат и по неколку различни дозволи. Знаеш, индивидуалното производство на ајвар, кое останува на домашните трпези, нема да биде подложено на контрола доколку не завршува на зелените пазари или евентуално подрака со крајна дестинација во нечиј дом. Именно за да може да произведува ајвар за широка потрошувачка, а при тоа не само за домашна употреба, тоа мора да биде регистрирана фирма која што си ги платила сите соодветни давачки кон државата. Сега, дали ова значи дека нема опасност по еден од омилените зимски обраци? Да, и исто така нема опасност кон семејното зближување при печењето пиперки во дворот, например. И секако, залиено со по една чашка домашна квалитетна ракија или некое вино. На здравје. На здравје. Се гледаме следната недела во нов предизвик. Доста веќе. Знаеш ли дека 1000 луѓе од Западна Европа умираат секоја година поради алкохол? Добре бе, јас сум македонец. Добро бе, како не ти е срам? Луѓето те гледаат дека веќе 5 пати се врати на масата да го наполниш тањерот. Не бе, зошто срам? Секој пат им кажувам дека го полнам твојот тањер.